Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26.2 од статутот на општина Битола ја отворам 45-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службите констатирам дека на седницата присуствуваат 30 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за потврдување на донесената одлука за недонесување на годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Точка број 2. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување на ЈП Пазари Битола за 2025 година. Точка број 3. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување на ЈПП ЈЛП Битола за 2025 година. Точка број 4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на општина Битола во текот на првото полугодие од 2024 година. Пауза. Број 5. Програма за екскурзии, излети и други вон училиште и активности на учениците од Основно училиште Елпида Караманди Битола во учебната 24-25 година. Точка број 6. Годишен извештај за работата на Естреја Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Точка број 7. Програма за работа на Естреја Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во Естреја Овадија Мара Битола. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во Естреја Овадија Мара Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца Естреја Овадија Мара Битола. Точка број 11. Решение за разрешување на член од надзорниот одбор на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Точка број 12. Решение за разрешување именување на член во управен одбор на фондот за наградата 4 ноември. Точка број 13. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. 14. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планска документација во катастарска општина Карамани КП 453/4 во идна урбанистичко планска документација. Точка број 15. Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко планска документација катастарска општина Цапари КП 2225/2 и КП 2227. Точка број 16. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко планска документација катастарска општина Дихово КП 960, КП 961 и КП 1052. 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација катастарска општина Ротино КП 1019/7. 25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација катастарска општина Буково КП 1354/7. 26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација катастарска општина Буково КП 950. 27. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко планска документација катастарска општина Буково КП 248/7. 28. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко планска документација катастарска општина Гопеш КП 439. 29. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко планска документација катастарска општина Олевени КП 27/4. 30. Одлука за утврдување на урбанистичко планска документација катастарска општина Црнобуки КП 2440 и КП 3553.
31. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација катастарска општина Поешево КП 350/7. 32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација катастарска општина Братиндол КП 610/7. 33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација катастарска општина Трн КП 640/7 и КП 239/1. Дали има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? До мене стигна од администрацијата 3 точки. Ќе ги прочитам последниот редослед. Точка број 1. Одлука за примање на донација автобуска постојка од Беком Инвест до Битола. Точка број 2. Решение за разрешување именување на член на локалниот совет за волонтерство. И точка број 3. Решение за разрешување на член во управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Битола. Ми беше укажано дека е стигната и уште една точка од јавното предпријатие Нискоградба, меѓутоа сметам дека 1 час пред седница не може да се пуштаат точки кои се ценовници и истата ќе биде поставена на следната седница. Дали некој друг има предлог за измена на дневниот ред? Повелете. Благодарам, председателке. Колеги советници, почитувани гости и медиуми, во 2022 година овде како совет поднесовме една иницијатива, односно барање до Влада на Република Македонија за враќање на детското одморалиште Пелистер во владение на општина Битола. Меѓутоа тогашната влада од СДСМ и коалицијата се изјасни негативно по нашето барање, со образложение дека тие се во намера да го рестартираат и да го почнат повторно со работа детското одморалиште, меѓутоа еве до ден денес, како што може да видите, се уште стои руината горе на Пелистер, која што да не ве потсеќам назад историски колку значаен објект за Битола и за децата од Битола. Така денес поднесувам нова иницијатива, само денес до нова влада, советници од истоимената партија кои што тогаш гласа за поддршка за враќање на детското одморалиште во сопственост на општина Битола. И денес поднесувам повторно истата точка, значи иницијатива за барање за поднесување до влада за доделување на владение на детското одморалиште Пелистер на општина Битола. Нека ни го вратат, се надевам дека во градот имаме и правни субјекти кои што ќе бидат заинтересирани да помогнат и ние како општина и мислам дека битолчани го заслужуваат враќањето. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има предлог точка? Доколку нема, ќе ве молам да се изјасниме по точките кои што ги предложив. Прва точка. Одлука за примање на донација на автобуска постојка од Беком Инвест до Битола. Кој е за ваквата точка да оди на дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Точка број 2. Решение за разрешување именување на член на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 3. Решение за разрешување на член на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. И точка број 4. Иницијатива за барање до владата на Република Македонија за отстапување на детското одморалиште на општина Битола со цел за негово рестартирање како јавно детско одморалиште. Кој е за ваквиот предлог, ве молам да крени рака.
Констатирам едногласно. Кој е за ваквиот предложен? Ајде, 5 минути пауза. Ве молам само 5 да бидат. Продолжуваме со работа. Точка број 1. Одлука за потврдување на донесената одлука за недонесување на годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Точка број 2. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие Пазари Битола за 2025 година. Точка број 3. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување во ЈПП ЈЛП Битола во 2025 година. Точка број 4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на општина Битола во текот на првото полугодие од 2024 година. Точка број 5. Програма за екскурзии, излети и други вон училишни активности на учениците од Елпида Караманди Битола за учебната 24-25. Точка број 6. Годишен извештај за работата на Естре Овади Амара Битола за 23-24 година. Точка број 7. Програма за работа на Естре Овади Амара Битола за 2024-2025 година. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во Естре Овади Амара Битола. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во Естре Овади Амара Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца Естре Овади Амара Битола. Точка број 11. Решение за разрешување на член од надзорен одбор на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Точка број 12. Решение за разрешување и именување на член во управен одбор на фондот за наградата 4 ноември. 13. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Точка број 14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација катастарска општина Карамани КП 453/4. Точка број 15. Катастарска општина Цапари КП 2225/2, катастарска парцела 2227. Точка број 16. Катастарска општина Дихово КП 473/2. Точка број 17. Катастарска општина Дихово КП 1030. Точка број 18. Катастарска општина Дихово КП 84/3, КП 84/4 и КП 162. Точка број 19. Катастарска општина Дихово КП 692/3. Точка број 20. Катастарска општина Дихово КП 1001 и КП 1002. Точка број 21. Катастарска општина Дихово КП 871. Точка број 22. Катастарска општина Кукуречани КП 2311. Точка број 23. Катастарска општина Ротино КП 960, КП 961 и КП 1052. Точка број 24. Катастарска општина Ротино КП 1019/1. Точка број 25. Катастарска општина Буково КП 1354/7. Точка број 26. Катастарска општина Буково КП 950. Точка број 27. Катастарска општина Буково КП 248/7. Точка број 28. Катастарска општина Гопеш КП 439. Точка број 29. Катастарска општина Олевени КП 21/4. Точка број 30. Катастарска општина Црнобуки КП 2440. Катастарска парцела 3553. Точка број 31. Катастарска општина Поешево КП 350/7. Точка број 32. Катастарска општина Братиндол КП 610/7. Точка број 33. Катастарска општина Трн КП 640/1 и КП 239/1. Точка број 34. Одлука за примање на донација на автобуска постојка од Беком Инвест до Битола. Точка 35. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените за користење на објектот. Се извинувам, 5 минути пауза. Продолжуваме. Точка број 35. Решение за разрешување и именување на член на локален совет за волонтерство на општина Битола. Точка број 36. Решение за разрешување на член на управен одбор на јавното предпријатие Комуналец Битола.
Точка број 37, иницијатива за барање до владата на Република Македонија за отстапување на детското одморалиште на општина Битола со цел за негово рестартирање како јавно детско одморалиште. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Минуваме на точка број 1. Одлука за потврдување на донесената одлука за недонесување на годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Дали некој бара збор? Јас ќе земам кратко збор. Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувана јавност, работи за првите 3 точки од дневниот ред. Истите се однесуваат на точки кои што овој совет веќе ги донел, ги усвоил со мнозинство, меѓутоа бевме известени од градоначалникот дека нема да ги објави. Ова веќе преминува во редовна пракса и мислам дека според некоја моја статистика повеќе од 40 вакви одлуки кои што сме ги донеле и кои што сме ги изгласале како совет, истите решил да не ги објавува, меѓутоа согласно закон, статут и деловник, советот има право во рок од 15 дена од добивањето на решението за необјавување, истите да ги потврди на седница на совет. Зошто ова го кажувам? Заради тоа што вие, кои што сте тука присутни, меѓутоа и јавноста знае дека за истите точки имавме ние закажано дури и вонредна седница на која што побаравме одредени дополнувања, на истата не ги добивме, па сметам дека не може да се занемарува фактот дека мнозинството на советот донело одлука и истата одлука да се игнорира. Не само за овие одлуки, зборувам за сите одлуки во минатото, меѓутоа зборувам и за сите одлуки во иднина. Согласно на тоа, би сакала да ви кажам дека доколку до мене во следниот период, кога и да е, стигни било какво решение од градоначалникот со кое ни кажува дека нема да објави наша одлука, да знаете дека ќе има седница на која што ќе барам да се потврдуваат одлуките. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам. Во интерес на јавноста, почитувани колеги советници, јавност, денес предложена е точката за недонесување на годишниот план за вработување во општина Битола, законската обврска која што ја има општина Битола и градоначалникот, нема прекршување ништо по однос на донесениот годишен план, бидејќи на претходната седница, односно пред 2 седници, не беше дадена забелешка по однос на годишниот план за вработување. На претходната седница сведоци бевме дека оние забелешки кои што беа дадени од мнозинството во Советот, односно планот за вработување во водовод и во комуналец, согласно предложените забелешки, беа дадени забелешките и истите планови беа доставени од страна на директорите. По однос на планот за општината, не беше дадена забелешка формално правна од страна на Советот, едноставно планот беше одбиен. И како што кажавме, наредната година, долку не се изнајдат други законски можности, во општина Битола нема да има вработување ниту на пожарникари, ниту на градежни инженери, ниту на архитекти, ниту на оние вработени кои што во моментот се преку агенција во општина Битола. Благодарам. Благодарам, колега. Не сакав да ви го одземам зборот, иако зборувате надвор од точката. Немаме точка разгледување на план за вработување и сметам дека сгрешивте во обраќањето. Ние имаме пред нас точка одлука за потврдување на донесена одлука. Тоа е првиот момент. И вториот момент, изумивте дека написмено беа известени дека доколку во законскиот рок кој завршуваше на 30 септември можеа да достават измени и дека доколку ги доставеа на вонредната седница, истите ќе беа изгласани. Повеќе беше процедурално да не зборувате за надвор од дневниот ред. Точката гласи одлука за потврдување на донесена одлука. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Шеснаесет за. Против?
Воздржани? Ај уште еднаш кој е за? Значи 17 се за, така? Јас грешно изброив. 17 за, 13 против. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 2. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување во јавното предпријатие Пазари Битола за 2025 година. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 17 за, против 13. Констатирам дека предлогот е усвоен. И точка број 3. Решение за потврдување на решението за недавање согласност на годишниот план за вработување во ЈПП ЈЛП Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 17 за, против, извинете, 16 за, против 13. Констатирам дека предлогот е усвоен. Минуваме на четврта точка, информација за безбедносната состојба на подрачјето на општина Битола во текот на првото полугодие од 2024 година. Се гледаше на Комисијата за безбедност. Го молам известителот да го прочита извештајот. Комисијата за безбедност при Советот на општина Битола одржа седница на 9.10.2024 година, на која разгледа единствена точка дневен ред, а тоа е информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициска станица Битола во текот на првото полугодие од 2024 година. На истата комисија извештајот беше, информацијата беше гласана со 4 гласа за. Благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Точка број 5. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишти активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2024-2025 година се гледаше на јавни дејности. Го молам известителот да прочита извештајот. Ако сакате двата извештаи, прочитајте си ги, секако и за финанси. Да. Почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана јавност, Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола одржа седница на 7.10.2024 година, на која ги разгледа точките. Точка 1. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 2. Годишен извештај за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Точка 3. Програма за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. И точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. По разгледувањето на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за јавни дејности на Советот им го поднесува следниот извештај. По разгледување на материјалот по точката 1, 2, 3, 4 и 5 од дневниот ред по дискусијата, Комисијата гласаше со 3 гласови за. Почитувани, Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на ден 7.10.2024 година, на која ги разгледа. Точка 1. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. Точка 2. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. И точка 3. Одлука за примање донација на автобуска постојка. По разгледување на точките се поднесува следниот извештај. Материјалот по точката 1, 2 и 3 од дневниот ред по дискусијата, Комисијата го гласаше со 5 гласови за. Благодарам.
Благодарам, колешке. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Програмот за екскурзии, излети и други вонучилишти активности на учениците од Основно училиште Елпида Караманди Битола за учебната 24-25 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 6. Годишен извештај за работата на Естреа Овадија Мара Битола 2023-2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 7. Програма за работа на Естреа Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во Естреа Овадија Мара Битола. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во Естреа Овадија Мара Битола. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца Естреа Овадија Мара Битола. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 11. Решение за разрешување на членот на надзорниот одбор на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Отварам претрес по предлогот. Се гледаше на комисија за мандатни прашања. Го молам известителот да го прочита извештајот. Ви благодарам, председателке. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување на Советот на општина Битола одржа седница денес на 10.10.2024 година, на која што се расправаше за повеќе точки. Тоа е решение за разрешување на член на надзорниот одбор на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. По 2. Решение за разрешување и именување на член на управниот одбор на фондот на наградата 4 ноември. И по точка разно беше за разрешување и именување на член во локалниот совет за волонтерство. Сите точки беа изгласани со 5 гласови за. Благодарам. Ќе ве молам да ги слушнеме имињата, мислам. Се извинувам, да. По точката 1 беше разрешен Зоран Николовски од јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг, само разрешен, немавме назначување. По точката 2 од комисијата за мандатни прашања и именување до управниот одбор во фондот на градата 4 ноември беше разрешен членот Александар Димовски, на негово место се предложи и беше изгласан Мирјана Захариевска. И на третата точка под разно од локалниот совет за волонтерство се разреши Анита Ангелевска поради 3 пати неприсуство на седници, се именува Наталија Стојковска. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Точка број 12. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на фондот за наградата 4 ноември. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 13. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете.
Почитувани советници, почитувани присутни. Го разгледавме барањето на Сдруженијето на такси превозници. Јас доаѓам од приватниот сектор и сосема ги разбирам нивните барања, затоа што такси превозот не е јавно предпријатие и сепак тие луѓе мора да имаат соодветни средства за да можат да поделат плати и да можат достоинствено да го поминат месецот. Факт е дека ние имаме проблем со превозот низ градот, меѓутоа уште еднаш нагласувам, такси превозот не е јавен превоз. Доколку не се направи вистинска анализа колкава треба да биде цената на такси превозот, соодветно со барањата и потребите за да можат нормално да екзистираат луѓето, се радувам што е одлуката иницијатива, сепак не е одлуката колкава ќе биде сумата на овај совет, туку ќе биде одлуката на градоначалникот, кој има и законско задолжение на крај да ја донеси одлуката. Меѓутоа, доколку се жалат граѓаните за несоодветен јавен превоз, доколку во ноќните часови немаме можност за јавен превоз, ние не можеме да дозволиме и онака намалениот број на такси возила да се намали уште повеќе, или треба да изнајдиме начин да го субвенционираме јавниот превоз, ако сакаме да велиме дека во интерес на граѓаните нема да дозволиме да се покачи јавниот превоз, или да најдиме начин да ги субвенционираме граѓаните кога ќе немаат јавен превоз, да можат да го користат такси превозот. Меѓутоа, во однос на тоа што не можеме сега да ги донесеме тие иницијативи, логично би било да се поддржи покачувањето на јавниот превоз согласно некое истражување, колку е тоа соодветно и колку треба да биде. Јас искрено верувам во тоа што анализата што ни ја дадоа такси превозниците, меѓутоа согласно закон да оставиме и службите во општина да ја проверат цената. Затоа ќе прифатам ова иницијатива и на крајот одлуката ќе ја донесиме во однос на анализата која ќе направат службите во општината и градоначалникот. Благодарам. Благодарам. Повелете Трајковски. Благодарам, председателке. Имавме можност на комисијата да поставиме неколку прашања до подносителите на оваа иницијатива. Не ми беше одговорено на прашањата, сакам да кажам, бидејќи им ја побарав методологијата по која го прерачуна поскапувањето на цените на такси превозот. Исто така побарав и официјални бројки за покачување на продуктите кои беа наведени во истата иницијатива. Исто и тоа не го добив од службите, така да се надевам доколку службите спремат некоја издржана одлука, а не вака иницијатива, која би стигнала тука на совет и би ја разгледувале, можеме да разговараме за некакво покачување. Но во овој дел, кога нештата не се јасни, сметам дека не можеме да размислуваме на покачување, бидејќи според мене тие лицитирања со цифри се паушални и не видовме од каде доаѓаат. А околу како стигнавме до оваа ситуација, па почитувани граѓани, замислете, Тони Коњановски не успеа да најде начин во 3 години да се справи со јавниот превоз, односно да најде начин да набави автобуси за општина Битола, и општина Битола, како една од 3 најголеми општини, е единствена која нема јавен превоз, замислете. Односно, јавниот превоз го регулираат приватници, како и со автобусите, така и со таксито. Верувам дека таксито е луксус, но должност на општината и на градоначалникот е да обезбеди јавен превоз
Сметам дека време е да започне да работи, ако не работеше овие 3 години, време е да размислува. Ете, владата негова нуди проекти кои ќе бидат субвенционирани од владата, па еве му шанса да аплицира со проект за набавка на автобуси. Сметам дека никој тука нема да се противи дури и да земиме кредит за набавка на автобуси, да оформиме едно јавно предпријатие или во склоп на некое предпријатие може да се одвива тоа. Еве му шанса да го направиме тоа. Буџетот се спрема, колку што знам, за 2025-та, па еве го чекаме градоначалникот Тони Коњановски да излези со решение околу јавниот превоз. Благодарам. Благодарам. Илиевски беше претходно. Благодарам, председателке, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ставот на СДСМ по однос на оваа одлука е дека пред се ние немаме прецизни и доволни информации и јавен став од страна на градоначалникот на општина Битола и од општинската администрација во делот на висина на цената за покачување на јавниот градски превоз. На комисијата беа такси превозниците, Сдруженијето на такси превозници кои го изнесија своето барање, и тоа е нивно барање, и треба да слушниме таа страна. Меѓутоа, сметам дека две работи. Првата работа, дека треба да гледаме сериозно на донесување на оваа одлука и дека требаше денес пред нас да имаме и сериозна анализа во делот на потребата за покачување на такси превозот, во делот на тоа кој е тоа што го има, што е тоа што го има општината направено во делот на спречување на сивата економија и борбата со нелегалните такси превозници. Сметам дека време е за вакви, кога треба да носиме вакви сериозни одлуки, да е тука пред нас и топ менеджментот на општината предводен од градоначалникот, да се произјаснат за истата потреба за утврдување, односно покачување на цената на такси превозот. Затоа, ние денес нема да гласаме ова иницијатива, а не значи дека тоа нема да биде некогаш воина доколку спред се послушаат граѓаните и се земат во предвид сите фактори кои би влијаеле за начинот на утврдување на цената на такси превозот во нашиот град. Да, таксито е луксус. Во модерното време јас сметам дека веќе е и потреба. Меѓутоа, мислам дека овој совет има сериозен интегритет и нема да дозволи да биде изманипулиран со било какви иницијативи или барања кои понатаму ние ќе ги процесираме. Почитувани колеги, ние сме совет кој донесуваме одлуки врз база на претходни сериозни анализи и образложенија. Затоа сметам дека оваа точка денес не треба да биде донесена и дека тоа треба да го ставиме за иднина кога ќе ги добиеме соодветните образложенија и анализи. Благодарам. Повелете, колега Бајковски. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, јавност, од излагањата кои што ги има претходно двата советници,
се добива представа дека денес на оваа седница ќе се поскапи такси превозот. Јас кажав и на комисија и повторно ќе кажам за јавноста, значи денес е само иницијатива за започнување на постапка за поскапување на такси превозот согласно барањето од страна на Сдруженијето на такси превозници во Битола. Значи ова е само еден почеток. Податоците кои што ни ги доставија во барањето од страна на Сдруженијето на таксисти, точно беше наведено поради кои причини тие бараат поскапување на превозот за возење со такси во градот и кажаа кои се ризиците кои што можат да настанат. Пред се бара заради зголемените цени кои што ги имаат е предложено и опасноста во вечерните часови да нема трета смена на такси превоз. За жал не стрекна одлуката каде што Советот одлучува за цената на такси превозот и тоа само можеме ние како советници да го потврдиме барањето доколку стигне таква одлука или да го одбиеме на Сдруженијето на лиценцирани таксисти. Сега слушнав од излагањето дека треба посебно требало општината, некој да потврди градоначалникот, значи општинската администрација не е регулаторно тело во рамките на општината, ниту има некој регулаторно тело на ниво на држава, каде што кажува дека толку ќе биде цената на такси превозот. Ние како совет само ја потврдуваме или ја одбиваме барањето, а денес е само иницијатива. Разговаравме и на координација со Сдруженијето на таксисти, каде што имаше представници и од СДСМ и од поинаку, и од останатите советнички групи, и му кажавме на луѓето, му ветивме дека да, ќе ја последиме иницијативата, да видиме дали се овие реални цени или ќе се направи некаква модификација. И сега слушаме дека дел од советничките групи нема да го поддржат ова. Јас ќе се вратам и 2,5 години назад, кога со поскапувањето на нафтените деривати дојда тогаш таксистите и побараа поскапување од 5 денари. Тука се направи еден циркус, каде што со месеци бевме плукани ние од ВМРО, ДПМН, коалицијата и поинаку дека го поскапивме такси превозот во Битола за 5 денари. И затоа се договоривме да заземиме заеднички став на цел совет во општина Битола, бидејќи ние сме одговорни во делот да ги створиме условите и да ја потврдиме и да ја одбиеме оваа цена која што тие ја предлагаат. И таа не е конечна цена. Општината има надлежност само во делот на издавање на лиценци. Дел од постапката ја води општина Битола, односно вработените кои што се вработени за тој дел. Затоа ме зачудува сега постапката од координаторот на советничката група на СДСМ, каде што вика дека нема да поддржиме иницијативата. Се работи само за иницијатива да се отпочни постапката. Тоа не значи дека такси превозот веднаш ќе поскапи. Нема да се донеси на оваа седница таква одлука. Кажа и луѓето тука беа дека ќе нема такси превоз во вечерните часови доколку остане вака, бидејќи бројот на такси возила кои што оперираа пред минатите години во општина Битола значително е намален. Ако имало претходно 400-500 возила, сега 50, 60, 70 лиценци имало во градот. И тоа навистина треба сите нас да не загрижува. Исто така, слушаме тука од дел од советничките групи како точно треба да се подобри јавниот превоз во градот. Слушаме како требало да се набават нови автобуси, да сме најделе јавно предпријатие кој што ќе вршела таква дејност. Јас жалам што има советници во градот тука избрани, советници се 3 години не знаат дека има формирано јавно предпријатие за вршење на јавен транспорт во градот. То слушам овде и не ми се верва што слушам. Не знаат дека има јавно предпријатие за вршење на превоз. Треба се запрашат и гласачите за кој гласат. Дали знаат тие советници за што се избрани овде? Очигледно дека има луѓе кои што идат овде и не знаат ниту гласат, ниту знаат за што гласат. Затоа јас ќе побарам пред да се затвори дневниот расправата по однос на точката, ќе побарам ако може од
председателката 15 минути пауза, да видиме да не се надмудруваме политички по однос на судбината на дел од луѓето кои што честно и поштено викаат плаќаат лиценци, возилата кажа најискрено дека не се во многу добра состојба поради условите кои што владеат, значи имаат големи трошоци, не може да најдат шофери да работат, поради тоа. Не е работата овде едни да гласаат за, другите против и после да речат од ВМРО и од поинаку и од дом го поскапија такси превозот. Ние не го поскапуваме, ние ја потврдуваме или одбиваме цената или ќе ја модифицираме. Треба ние заеднички да ги најдеме кои се релевантните податоци, долку не веруваме во податоците кои што ни ги дадоа од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници. Тоа многу лесно се проверува, ќе отвориме Заводот за статистика, ќе ги видиме порастот на плати, цени кои што ги имаат реално наведени во нивното барање и ќе кажеме платите пораснаа за толку проценти, дали е согласно барањето. Многу лесно се проверува со заеднички тука доколку ние сме сложни. Да направиме нешто кој што функционирало, тоа што го имаме, после да го немаме. И после да викаме, немаме такси. И да бидеме како некои градови што се помали во државата кај нас, да нема такси превоз. Тоа е моето излагање и благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Поштовани колеги советници и јавност. На Комисијата за финанси, на која што дискутиравме за иницијативата и ова точка на дневен ред, за отпочнување за покачување на цената на такси превозот, СДСМ и коалицијата гласаше за. Но поставивме 3 барања и тие стојат во записник до општинската администрација. Сега слушаме од координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН, пошто велат да не се надмудруваме, побаравме. Ке виделе во иднина, според Заводот за статистика покачување на плати и така натаму. Побаравме во овие 3 дена да го достават тоа и да разговараме по таа точка. Бидејќи не сме професионални, побаравме да ни достават информација од оделението, нема ли такво оделение, да достават од комисијата, да состават комисија. Значи, што некој поставил иницијатива на одредена група, на одредено тело, бидејќи имаме оделение за сообраќај, кој што може да му каже, согласно релевантните информации, и да ни ги достави нас како советници. Втора работа, почитувани граѓани, такси превозниците се пожалија на многу други работи кои што ги имаат проблеми. Тоа е прво издавањето на такси дозволите. Кои што чекале и по 6 месеци да добијат такси дозвола, со што се субвенционира автоматски возењето на дивите таксисти. А со тоа се намалува работата на овие кои што плаќаат лиценци, на овие кои што поднесле барање и не се вози за законската регулатива. Кажува дека нивни колеги таксисти кои што работеле биле казнувани иако во законските одредби постои нешто друго. Затоа што стоеле на такси, значи имали проблеми со обележаните места за такси превоз. Значи не е проблематиката од денес и е повеќе период. Меѓутоа, она што власта го заборава е дека ветува многу работи во односи на линискиот превоз и на такси превозот и така натаму. Така да проблемот е систематски. За да се донесе одлука за покачување, да не заборавиме дека тукат е надлежна општината, која што ќе дај предлог согласно делението, а советот ја гласа. Некој треба да дај предлог. Иницијатива е едно. Предоузлед, дали е Сдружение на граѓани или така натаму, меѓутоа, сега пред малку слушнавме дека ќе треба да разговараме. Да не ја долговлекуваме работата, моја во рок од 3 дена да дадат предлог, мислење, ова иницијатива е согласна, не е согласна. 3 дена, ако некој е загрижен за автопревозниците,
требаше да достави некаков предлог или некакво мислење. 3 дена немаме, почитувани граѓани, никаков абер од општинската администрација. Добро е, предлозите, замерките, иницијативата што дадува коректна е, не е коректна и така натаму. Никаква информација немаме никако советници. И не е коректно, навистина, да се ставаме во свршен чин, како за многу други работи, или под закана, кој е крив, кој е кабајат. Автопревозниците, таксите си имаат проблем и треба да му се реши. И сега за да се купува време, слушајте, ние ќе ја направиме иницијативата, ама ќе донесеме одлука тогаш кога нас политички ни одговара. Абе тие денес кога ако се донеси одлуката, нив уште од вчера му треба. Затоа што влегуваат во загуба, затоа што треба да однесат дома парче леп. Не е само ќе формираме тело на кое што нема да се донеси ништо и повторно ќе се донеси на седница на совет, кој ќе треба заврат да ги фатиме советниците или ќе биде кабет, не знам, тој што ќе ја постави или нема да ја постави председател точка на дневен ред. Мислам дека е доволно со таквите точки и манипулирање на јавност. Затоа ништо не ги спречува оние кои што се платени од граѓаните. Тоа се системот, институциите да си работат и да донесат одлуката. Дали се прифаќаат или не, и советот спрема тоа да донесе одлука. За своите граѓани, пак велам. Нити политички надмидрување, нити пак држање во заложниство, да помини време без потреба, а тие да чекаат дали ќе биде или нема да биде. Тоа го побаравме на седница и побаравме уште една работа. Да продолжи тоа тело да работи. На секои 6 месеци советниците да добиваат информација. Бидејќи прошлиот пат кога се донесе покачувањето на цената, дали било за 5 или за 10 денари, самите такси превозници рекоја. За 3 месеци, вика, не ни успеа. Не ни функционираше, вика, тоа. Зошто? Затоа што се покача минималната плата и едноставно го изгубивме тоа поскапување. Затоа треба професионалец да работи и да дај предлог до советничката група, ова до советот на општина Битола. И тоа да биде издржано. Нормално не е само Завод за статистика, туку да кажи дали нормално според законската регулатива ќе се покачи повторно минималната плата. Повторно ќе се уништат тоа покачување, нив нема да им врши услуга. Значи не е само купи ден помени денес да донесеме одлука, за 2 месеци да не им брка работа, ништо. А граѓаните и натаму да имаат проблем во градот да немаме такси превоз. Квалитетен. Ви благодарам. Вајлете Бојковски. Благодарам, председателке. Во материјалите кои што ни се пратени до советниците има иницијатива за отпочнување на постапка. И така е нагласено и во точка. Сега слушаме повторно, ќе кажам, одговорите дека денес, ако гласаме за, ќе се поскапи такси превозот. То не е точно. Денес ќе донесеме, ако се изгласа за, иницијатива за отпочнување на постапка. А првото барање, каде што бевме присутни на состанокот, координаторите на советничките групи, беше барање од страна на Сдруженијето на таксисти, почитувани ве молиме за итност, за донесување на одлука за промена на тарифите. Значи, барањето беше тогаш од таксистите за барање на промена на тарифите и подоцна го променија во иницијатива. Тие се документи кои што ни ги доставија од страна на општинската администрација. На 24.9. примерно од барањето, состанок си се одржа по неколку дена заедно со Сдруженијето. Сега слушаме тука дека општината да даела предлог за такси превозот во Битола. Нема законска обврска да даде општината одлука за променување на цената на тарифите. Ниту може некој советник тука да рече јас предлагам, може да предложи поднос на цените. Таму си има други правни субјекти кои што си функционираат. На никој не утекна во општината дека треба да се зголеми такси превозот. Ниту на некој советник нас не текна да го зголемиме са такси превозот.
Оти ние не работиме во такси компанија и не знаеме какви се трошоците. Тоа ни го кажуваат луѓето кои што се секојдневно низ битолските улици. Значи, да не очекуваме ние од општината да ни речи, да кажи предлог цена оваа. Може би некој од општината кој што е вклучен во издавањето на лиценците да ни помогни при добивање на параметрите доколку не можеме да се снајдиме за некои делови. За лиценци, дали е поскапено да ни кажат колку било претходно, колку е сега, доколку има некој економист да ни кажи од каде ги извадиме податоците од Државен завод за статистика, како се рачуна тоа, можат да ни помогнат, а никој нема да дојде на писмен документ од општината, ово кажувам и за граѓаните, да кажи предлог цена. Ниту пак некој од советниците не верувам дека ќе излезе ќе кажи ова е предлог цена, врз основа на направив некоја анализа. Тоа треба сите заеднички да го видиме и да се увериме дека е тоа така. Денес викаме за иницијатива за отпочнување, по 100 пат кажувам, за започнување на утврдување на нови цени. А не се носи одлука за нови цени во градот, за такси превозот. Затоа да не се извртуваат работите. Ниту ќе ни достави некој предлог цена од општината, ниту има некој таков надлежен, нема таков во општината. Најдобро би било ова законски да беше регулирано. Некој регулаторно тело, можеби. Се вака се клаваме ние пред свршен чин. И кажуваме скапо или ефтино. Тај предлог цена ни го доставија луѓето ценовникот. И ни кажа поради кои причини. Тие ќе дојдат, предпоставам, доколку има се усвои иницијативата, ќе дојдат, ќе кажат. Може би тука има и постручни луѓе кои што се во областа ќе кажат. Сега се фрла топката, општината да ја регулира цената. Општината не ја регулира цената. Ниту може да ја заклучи цената. Таа советот ја потврдува или ја одбива. Пак ќе кажам. Ви благодарам. Благодарам, повелете колешки Трајковска. Извините, јас само малце сега дојдов во една заблуда. Ние денес носиме иницијатива која очекуваме како сума дека ќе ни ја потврди општината. Ако општината не ја потврдува цената, зошто ја носиме денес иницијативата? Не разбирам малце. Благодарам. Јас ќе земам кратко збор. Наискрено немав намера да станам. И иако не еден, не два, 3 состаноци одржавме, очигледно дека на крајот од денот мора да се направи нешто да биде популистички или да биде политички. Не еднаш, не 2 пати, 3 пати дојдеа представниците и се ни објаснаја и се ни кажа. Јас не знам поќе што требаше да ни кажат и какви документи требаше да ни донесат. За жал, Советот е алката во цела одлука. Една од алките. Јас знам дека таксистите имаат уште 10.000 други проблеми за кои сите ние тука сме свесни. Меѓутоа, она што беше разговарано на координација, многу добро го знаат координаторите, го слушнаја и имаја можност да прашат. Другите советници имаја можност да прашат на комисија. Зошто е вака дефинирана колешки Трајковска? По барање на администрацијата ни беше кажано дека не може да биде одлука, туку треба да биде иницијатива, бидејќи и наназад низ годините претходно сме гласале таква точка, така формулирана. Зошто? Заради тоа што, како што кажа претходно еден советник тука, не носиме ние одлука, туку ние прифаќаме или отфрламе иницијатива. Зато се вика иницијатива. Значи, ние не ја даваме цената, некој друг си ја кажува цената. Зато не се вика одлука. На крајот, сакав само да кажам, кога станав дека потполно со Анастасија се согласувам. Ако некој смета дека таа иницијатива не чини, не е издржана, правни грешки има или било шо, не мора да ја потпиши градоначалникот. Меѓутоа, пак ќе нагласам, ние прифаќаме или одбиваме.
Не знам зошто сега навлегваме во други дискусии. 3 пати дојде, ни ги кажа сите проблеми. Демократија е ова, имаме опција за, против и воздржани. Мојата намера беше да седниме, да се договориме како луѓе. Прво, второ, во прв план треба да бидат приоритетите на граѓаните, точно. Меѓутоа и таксистите се граѓани на Битола. Тој дел немојте да го заборавате, дека и тие се граѓани на Битола кои плаќаат даноци во оваа општина и кои се трудат од приватниот сектор да допринесат за градот, да ги исполнат своите обврски, да поделат плати, да вработат луѓе и така натаму. Значи и тие се граѓани на Битола, тие не се од Скопје дојдени тука да ни вршат нас услуга. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Ајде, молам, викнете ги советниците ако не бара никој збор за гласање. 2 минути пауза. С работа. Точка број 13. Дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата за автотакси превозот предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Кој е за, молам да крени рака. Седумнаесет за, против 2, воздржани. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 14. Минуваме на точка број 14, се гледаше на Комисијата за урбанизам. Го молам известителот да го прочита извештајот. Маци само бројки. Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина при Советот на општина Битола одржа седница на 9.10.2024 година, на која се разгледаа одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправно изградените објекти во КО Карамани, КП 453/4 во идна урбанистичка планска документација, потоа КО Цапари КП 2225/2 и КП 2227, КО Дихово КП 473/2, КО Дихово КП 1030, КО Дихово КП 84/3, КП 84/4 и КП 162, КО Дихово КП 692/3, КО Дихово КП 1001 и КП 1002, КО Дихово КП 871, КО Кукуречани КП 2311, КО Ротино КП 960, КП 961 и КП 1052, КО Ротино КП 1019/7, КО Буково КП 1354/7, КО Буково КП 950, КО Буково КП 248/7, КО Гопеш КП 439, КО Левени КП 27/4, КО Црнобуки КП 2440 и КП 3553, КО Поешево КП 350/7, КО Братиндол КП 610/7, КО Трн
КП 640/1 и КП 239/1. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесувам следниот извештај. По разгледувањето на материјалот и дискусијата од точка од 1 до 20 од дневниот ред, комисијата гласаше со 3 гласа за и 1 глас воздржан. Благодарам. Ви благодарам. Дали може да ги читам сите точки или некој сака збор? Добро. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Точка 14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, катастарска општина Карамани, КП 453/4. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? 1. Воздржани? 1. Констатирам дека предлогот е усвоен. 15 точка. Катастарска општина Цапари, КП 2225/2 и катастарска парцела 2227. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? 1. Воздржан? 2 воздржани? 2 воздржани. Констатирам дека предлогот е усвоен. 16 точка. Катастарска општина Дихово, КП 473/2. Кој е за? Против? 1. Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. 17. Катастарска општина Дихово, КП 1030. Кој е за? Против? 1. Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 18. Катастарска општина Дихово, КП 84/3, КП 84/4 и КП 162. Кој е за? Против? 1. Воздржани? 1. Констатирам дека предлогот е усвоен. 19. 1 е воздржан горе. Да. 19 точка. Катастарска општина Дихово, КП 692/3. Кој е за? Против? 1. Воздржан? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. 20 точка. Катастарска општина Дихово, КП 1001 и КП 1002. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? 1. Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. 21. Катастарска општина Дихово, КП 871. Кој е за? Против? 1. Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. 22. Катастарска општина Кукуречани, КП 2311. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? 1. Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 23. Катастарска општина Ротино, КП 960, КП 961 и КП 1052. Кој е за? Воздржани? 2. Против? 1. Констатирам дека предлогот е усвоен. 24. Катастарска општина Ротино, КП 1019/1. 26 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека предлогот е усвоен. 25, добро. 25 точка. Катастарска општина Буково, КП 1354/7, 25 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека предлогот е усвоен. 26. Катастарска општина Буково, КП 950, 25 за, 1 против, 2 воздржани. 27. Катастарска општина Буково, КП 248/1, 25 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека е усвоена. 28. Катастарска општина Гопеш, КП 439, 25 за, 1 против, 2 воздржани. 29. Катастарска општина Олевени, КП 21/4, 25 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека е усвоена. 30 точка. Катастарска општина Црнобуки, КП 2440 и КП 3553, 25 за,
1 против, 2 воздржани. 31 точка, Катастарска општина Поешево, КП 350/1, 25 за, 1 против, 2 воздржани. 32 Катастарска општина Братиндол, КП 610/1, 25 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека е усвоена. 33 Катастарска општина Трн, КП 640/1 и КП 239/1, 25 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека е усвоена. Точка број 34. Одлука за примање на донација на автобуска постојка од Беком Инвест до Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете. Почитувана председателка, колеги советници, најпрво би сакал да ја поздравам иницијативата од приватната компанија за донација на автобуска постојка и воедно да ја поздравам оваа донација и да апелирам до останатите приватни компании во градот исто така да го следат овој пример да бидат општествено одговорни компании, но како советник имам одговорност да искористам оваа точка и да посочам на предизборните ветувања на градоначалникот Тоне Коњановски и ВМРО ДПМН, односно во 2021 година тие грандициозно го најавија подобрувањето на јавниот превоз во нашата општина и односно имаа два проекти кои што ги ветуваа на нашите сограѓани битолчани. Тоа се дигиталната апликација за купување на автобуски билети и информации за јавниот превоз, односно за линиите во кој час ќе се одвиваат во нашиот град. И исто така најавија нови, модерни, дигитални автобуски стојалишта. За жал, во овие 3 години реалноста е многу полоша од она што била пред 3 години. Наместо модернизација имаме стагнизација и враќање назад. Односно, граѓаните се соочуваат со сериозен проблем за недостиг на информации за автобуските линии во нашиот град. Автобуските стојалишта и постојки се во многу лоша состојба. Мислам дека секој граѓанин е сведок дека една здрава постојка нема во нашиот град, односно се збиралиште на депонии. Апликацијата, за жал, не е ни во фаза на развој, а дигиталните автобуски постојки останаа само на хартија. Со јавен превоз кој не одговара на модерен град не можеме да одиме напред. Неприфатливо е нашиот град да не ги следи европските трендови и да им понуди на граѓаните современи и ефикасни решенија. Тони Коњановски и администрацијата, односно неговиот тим, не успеа со прст да подмрднат во овие 3 години да се подобри јавниот превоз во нашиот град. Затоа нашите граѓани заслужуваат повеќе од празни ветувања. Време е граѓаните да ги почувствуваат резултатите, односно тоа што политичките партии во предизборието ветуваа, да и на дело да ги реализираат нивните предизборни ветувања. Жално е со гол популизам да се залажуваат граѓаните и на следните локални избори повторно да му се ветуваат лаги и манипулации. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам. Колега, и јас пред се ќе му се заблагодарам на иницијаторот и на донацијата на приватниот субјект кој што сака да ја среди автобуската постојка и тоа, како што кажавте, нека биде еден пример и за другите приватни општествено одговорни компании во градот да донираат. Јас морам да ви кажам нешто, дека на почеток кога имавме таа неформална коалиција со ВМРО, една од темите која што ние ја баравме беше баш тие автобуски постојки. Јас дури донесов едно лице, исто приватна фирма која што работи со софтвер, кој што се согласи да донира софтвер за дигитализација
Значи ќе беше многу едноставно, ќе можевте во секој момент да ги видите автобусите кај се, колку време ќе треба да стигне до постојката кај што сте вие или до вашата локација. Беше господинот на разговор кај градоначалникот, меѓутоа тука остана иницијативата. Зошто ден денес не е реализирана, не знам. Меѓутоа морам да ве потсетам и дека во претходниот совет, исто така 4 години, истото што го баравме од Наташа, од вашите колеги што сега се тука, 4 години и вашите колеги не најдоа за згодно, исто како Тони сега, да ги направат автобуските постојки. Ние имавме една иницијатива, чистевме 2 автобуски постојки горе на Васко Карангелевски, ги доведовме до некоја добра ситуација, пак личеа на нешто, меѓутоа тогаш беа издадени под концесија на еден приватен субјект од Битола кој што ги користеше за реклами, кој што ден денес ги остави така со се реклами, не ги врати во првобитната положба како што беше значи договорот да ги врати во првобитната состојба и да ги сервисира редовно. Концесионерот се откажа од постојките, меѓутоа кога може да видите рекламите се уште стојат залепени и затоа се во таа ужасна состојба. Предлогот кој што тогаш јас го дадов за автобуските постојки беше како пример еден Кромберт и Шуберт како еден од најголемите вработувачи во градот, кој што најмногу ги користи услугите на автобуските постојки. Требаше наједноставно градоначалникот или некој администрацијата да викне некој представник од Кромберт, дали то заеднички го направивме, дали тоа ќе беше донација од Кромберт, како и да било, можевме да му ги отстапиме на Кромберт да се рекламира на нив во првите 1 или 2 години како знак на добра волја дека како општина сме, дека тие донирале на општината, ние како општина ќе му дозволевме тие да се рекламират, меѓутоа потоа ќе останеа сите за битолчани и денеска имавме одлични автобуски постојки, меѓутоа немањето на волја и интерес денес автобуските постојки се на тој степен што се. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот оставам на гласање. Тука се сите. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Точка број 35. Решение за разрешување и именување на член во локалниот совет за волонтерство на општина Битола. Ги прочитавме, мислам, сите. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 36. Решение за разрешување на член во управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец Битола. Се извинувам, само овде председателка не го спомнавме, се разрешува членот Гоце Марковски од управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец со 5 гласови за. Благодарам. Би сакала некој да ми каже тука колку ќе останат членови во управниот одбор, бидејќи мислам дека ова е втора или трета одлука која носиме за разрешување на член. Меѓутоа тоа директорот изгледа ќе треба. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 37. Иницијатива за барање до владата на Република Македонија за отстапување на детското одморалиште на општина Битола со цел за негово рестартирање како јавно детско одморалиште. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете, Чулаковски. Благодарам. Колеги, нема да должам работата многу. Знајте точно зашо правиме муавет. Се правите набудали сите. Од 2006 година детското одморалиште не функционира. Се претераја една влада, друга влада. Го бараше СДС да се врати, го бараше ВМРО да се врати, ЛДП го владееше, го дозапусти, ден денес е такво како ше остаено да се распаѓа. Толку е едноставно. Еве, колеги, ви реков, ургенција, кај треба да ургираме, кажете. Помогнете да го завршиме. Не бараме за нас, не барам за мене, го бараме за битолчани. Едно такво детско одморалиште изградено 85-та година, за тој период градено, да не се враќам во историјата назад, меѓутоа со фудбалско игралиште, одбојка игралиште, кошарка игралиште, мини терен за голф, со дискотека, замислете,
со скијачки 2 терени до него функционирало безпрекорно со 85-та година, кога го направиле тогаш. Сега сме 2024 година и срамота еден таков колосален објект во срцето на Пелистер, во најчистиот воздух што го имаме во Македонија, да стои така и да скапва. Ако го прави Министерството, како што ни каже претходната влада, нека го прави, ако не, нека ни го дат. Имаме, еве уште еден предлог ќе ви дам, кои се 15 најуспешни фирми во Битола, тендерашите од Битола што земат пари од граѓаните, градежни фирми сите, да ги собериме, кој може што може да донира и да го направиме. Толку многу едноставно. Толку многу едноставно. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.